Покрај годишните одмори ние не престанавме да работивме, имавме седници за време на овој летен период. Всушност ова е седма веќе седница на Советот на општина Прилеп во овие изминати неколку месеци, со што самото покажува дека и јавните претпријатија и локалната самоуправа имаат многу проекти, затоа и нашата работа е обемна, како и денес. Имавме 39 точки од дневен ред. Генерално истите беа од делот на урбанизмот и финансиите, беа донесени и изгласани финансиските квартални извештаи на јавните претпријатија и на општина Прилеп. Би сакал тука да напоменам дека истите беа позитивни, со што јавните претпријатија и општина Прилеп продолжуваат со реализација на сите оние проекти кои што им ги ветивме на граѓаните. Исто така беше донесена одлука за формирање на управниот и надзорниот одбор на јавното сообраќајно претпријатие, пошто следи регистрирање во централниот регистар, потоа статутот, донесување на статут на самото претпријатие, како и раководните органи. После тоа самата постапка ќе се финализира со запишување на ова јавно претпријатие во судскиот регистар, со што се очекува од прилика некаде кон крајот на септември, почетокот на октомври и реално да почне да функционира ова јавно претпријатие на територијата на општина Прилеп, и она како ветување кое што го дадовме и долго време се чекаше од нашите граѓани како јавен градски превоз, истото би требало да започне негде почетокот на октомври. Во моментот финансиската состојба е многу добра на општина Прилеп. Поради изборите во првиот квартал имаше определено заостанување во делот на наплатата која што ја имавме како општина, затоа и обврските беа на еден повисок степен. Меѓутоа сето тоа веќе овој извештај покажува дека работата продолжува, обврските се намалуваат на општината и мислам дека некаде се сведени на едно многу ниско ниво, па и самото тоа дава за право на сите нас да веруваме во реализација на проектите кои што сме ги ветиле.